разговариме? Ајде си. Пријатно, комши. Ама го средиле станов. 500 кила месо, 50 кила хартија. Хајде, ајде да гледаме. Зградите број 13 и 14 има заеднички куќен совет. Негов председател беше Јордан Касапот. Од името на тетка Донка на состанокот на куќниот совет учествував јас. Состанокот траеше цели 2 часа и се разви богата дискусија. Кога напуштивме гостинската соба на председателот, која се користеше како сала за состаноци, оставивме толку густ чат од цигари, што жена му на Јордан Касапот му предложи да земе метла и да го измете чадот. И не само чадот. Да издува се што беше кажано на тој состанок. Куќен совет? Глупост. И? Што е? Како беше? Се расправаше само по една точка. Употреба на државното знаме. А што рекоа кога те видоа тебе? Ништо. Им објасни од чие име доаѓаш. Им објаснив. Како реагира? Па, никако. Прв се јави дувачот на стакло Методија, кој го обвини продавачот Рајко дека го потекнал да изгуби работен ден некаде пред 3 месеци. Тоа е застарена работа. Тој го употреби знамето за роден денот на ќерка му Лиле. Друго. А? Продавачот Рајко се одбрани И го обвини Ангел од внатрешни. Точно. А Ангел се одбрани и кажа дека го дигнал знамето само за денот на безбедност. Ти тетка Донке да не беше таму? Нема, ова се стари работи. И? Потоа Рајко, виде не виде, го обвини Дзидро Трифун. Ова веќе е нешто ново. И? Што одговори? Му рече дека го употребува знамето за денот на градежниците. Лаже. Еднаш го крена знамето кога се мажеше пред учетка му Евдокија. Одваја омажија. И? Да погодам. Го побара фудбалерот Макара, а тој си ја штумнал некаде. Точно така. И го обвинија дека го употребува државното знаме за секоја победа на неговиот тим. Абе, знам тоа. Друго. Ме прашува и мене дали некој сум истакнал знаме, јас сум одговорив сум истакнал. Кога? Абе, Стево, бе. Кога стигна, кога почна знамиња да истакнуваш? И тие така рекла. Јас им објаснив дека сум истакнал знаме како пионер во пионерскиот логор. И? И ништо. Куќниот совет донесе правилник за употреба на знамето, според кој знамето ќе се истакнува само на државни празници. Само толку. А за мене? За Пантон? Не праша ништо? Ништо не праша. Друг пат не те пуштам на куќен совет. Зошто, тетка Донка? Зошто? Зошто не знаеш да слушаш меѓу редови? Стево? Стево, синко. Стево, синко? Што ти е? А? Ми се сложи. Од еклерите? Не, од знамињата. Тишина! Другари и другаркички. Тишина! Другаркички. Тишина! Тишина! Престанете вие двете. Ние, децата од 13-ката и 14-ката, плюс Диме такси се разбира, решивме да се состанеме и да решиме некои проблеми. Најпрво, јас сакам да го поставам проблемот со Чичко Милан.
Ја молам другарката Буба да не ги меша приватните работи со општите и да свати дека нејзиниот татко Чичко Милан нема да го сметаме како нејзин татко. А како чи татко ќе го сметате татко ми? Ние не расправаме за татко ти како твој татко, туку за татко ти како непријател на нашите топки. Ама ве молам, тате е добар и... Да, знам. Тој секој ден ти носи чоколадо, но тоа се приватни работи. Тука станува збор за неговиот непријателски однос према нашите топки. Жарко, колку жртви, односно колку топки му лежат на душа на Чичко Милан? 8. И сите се тешко ранети. Како што гледате, Чичко Милан треба да одговара за 8 убиства. Татко ти треба да одговара за кокошката на Чичко Јордан што ја сгази со камионот. Тоа е застанен случај. Татко ми одговараше, но беше ослободен бидејќи кокошките и сите други периести животни во градот се ставени надвор од законот. Така е. Јас му честитам на Чичко Санде што ја сгази кокошката. По таа кокошка беше чувана да несе јајце кои јас лично подоцна морав да ги пијам. Да сум пораснал. Имам предлог. Да ја задолжиме Буба лично да му каже на својот татко. А да му напишеме писмо во кое ќе му ги кажеме немилите последици кои ќе уследат ако не се откаже од навиката да убива топки. Идејата е одлична. Ние ќе го напишеме писмото, а Буба ќе го предаде. Добро. Ако ни ја дупне топката и во Пладнево... Тогаш се знае. Јажето. Јажето! Ајде да го прочитаме. Ајде да го прочитаме писмото. Ајде, дојдете. Не стоите таму, дојдете. Ајде, заедно, ајде, Буба. Драги Чичко Милане, што беше, но што е многу, многу е. Ти си најголемиот убиец на топки во целата историја, а ние децата не можеме веќе мирно да гледаме како нашите топки умираат. Ќе мораме да стапиме во одбрана на нивните животи и затоа те молиме да престанеш со таа практика. Во спротивност, прво, ќе те сметаме за наш најголем непријател. Второ, Буба ќе ја сметаме за соработник на нашиот непријател и ќе престанеме да се дружиме со неа. Трето, и најважно, некоја вечер, кога ќе се враќаш дома, ќе ти обтегнеме јаже во мракот и ќе те сопнеме. Сите последици ќе ги сносиш сам, а ние само јажето ќе го приложиме. Писмото да се достави до Чичко Милан. Подпис. Децата на зградите 13-ката на зградите од зградите 13-ката и 14-ката плюс Диме такси. Така е. Јас мислам дека е добро. Вие што мислите? Добре. 7 часот, ја неа се уште ја нема. Ќе дојде. А, лесно ти е, тебе ти за ништо не се секираш. А ти пак се секира за се и се што. Слушај, сакаш да се караме? Ај друг пат. Еве го нашето девојче. Јас ќе молчам. Фала му на Господа паметно. Добра вечер. Добра вечер. Што правите? Гледате телевизија? Да, од зад врата. А што има на телевизија, мамо? Ништо како и обично. А каде си ти до сега?
Ти рече дека ќе молчиш. Ама, мамо, јас... Каква телевизија? Што има да се гледа на телевизија? Експериментална програма, нели? Паузи, пречки, ни го прекинаа студио Уно. Io sono il vento, Доменико Модуњо. Милане, Буба, помалку скитање, а повеќе учење. А ти, тате, нели веќе нема да им ги дупнуваш топките на децата? А, за тоа ќе видиме. Ама децата имаат јаже. Јаже, па јаже може, нека прескокнуваат. А то појде ми личи на женска игра. Кажи зашто ме остави, ти ме обли со тага, дека среќна заборави. Беше со мене ти. Кој ли среќа ти открадна, срцето ми го грабна, дека среќна заборави, беше со мене ти. Моите дни знај тажни се, вечно ме мачи драга. Моја љубов ти пак е си, се ти проштавам, драга. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Моја љубов ти пак е си, се ти проштевам, драга. Кажи зошто ме остави. Тајран дам дарадам дам дам. Стево! 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 Разбуди се, Стево! Ајде! Сонував дека сум добил 6. Јас ке ти дадам 7, разбуди се, размрдај се. Колку е часот? Задоцнивме по лепи млеко, 8 и 10 е. О, испитот ми е од 10. Ама Стево, разбуди се, размрдај се, купи лепче млекце. Да ти легне знаењето, ајде, станувај. Малечок, Да, кој ви треба? Караорманска број 10. Знам, тоа е кај новите згради. Веднаш ќе ви покажам, дајте ми го куферчето. Вие сигурно го барате тофил мијакот, оној што... А ти го знаеш него, а? Да, го знам. Јас него го барам, ние сме роднини со него, знаеш? Знам. А и тоа го знаеш? Многу умно дете си. А од каде го знаеш? Па ве препознав по насевите. Висат како краставици преку плот. Малечок, далеку ли е тој број 10? На Чичко Тофил малку е поголем носот, а вашиот е малку покрив. Малечок, дај ми го куферчето. Што ли ќе направиш ако му кажа за главите? Сонцето што туку зајде и во целиот град светнаа уличните светилки. Само во Караорманска, вистински Караорман. Мрак. Бидејќи сите светилки по бандерите беа искршени. Пролетниот вечерен ветрец дувкаше од кај Вардер. Го нишеше градот во мека заспивка, а тетка Донка го бркаше мачерот бидејќи го превртал тенџерето со кисело млеко. Ево!
Жарко! Брзо! Ајде, Жарко! Шут, шут! Конде, патија, конде! Шут, полека, полека. А, тие. Ами сега? О, чичко мила. Јас мислам дека сите фабрики за топки треба да се затворат. Деца, знаете што е ова? Ова е уништувач на топки. Така наречен топкодупач. Мој изум. Знаете како работи? Еве вака. Жарко, онде. Јажето. Жарко, Жарко, ајде. Ти велам, Банка, кај мене нема трте мрте. Јас и ми ја дупна топката. И уште ќе им дупам. И ние бевме деца, ама прокопцани, овие си за никад. Не, со денешните треба строго, инаку пропаднавме, така да знаеш. Па народ не беше таков. Татко ме за ништо не е видено. Абе, на вистина пропаднавме. И му јаже, не јаже. Со децата треба со паричка, педагошки. Јажето ки ги уплаши, братче. Ти ко падна да не судри по глава. Кој бе по глава? Јас ти велам дека некој оптегнал јаже среде улица. Ајде, побргу да стануваме, да не помине некој ќе речи се на локале како свини. Не ми е гајле, кој што ќе помисли. Братче, толку сум се слеткал што не можам да мрднам. Слушај, ајде сега, уште додека е тивко и мрак, да си извлечеме некој да не види. Ајде полека паќе го јажето, го фати крајот. Го фатив, ама ја изгубив ногата што ми беше заплеткана. Па крени и двете нозе угоре и која не ке можеш да ја крениш, знај дека ти е заплеткана. Ај, мајка да. Некој оптегнал јаже среде улица. Ова мора да се проучи, да се испита. Банка, јас мислам дека најдобро е да си одиме дома. Ова мора да е некој лош знак. Не, бре, братче, слушай. Да, чек, братка. Ајде, полек. Опнеме. Ке одиме, слушай, кај Спилко. На уши по една, тој вчера отвори кафанче, направи сефтени. Не, одиме дома, Банка. Абе, види, ова јас ја... Јас бака стапна... Не, ајде, пегаме дома, одиме. Ти попадна, кој пропадна? Не, Жарко! Ајде дома! Леле, овој глас ке ме полуди. Не. Сине,
сине? Што ти е, син? Мама мискар. Зошто? Вели дека не треба толку досно да се скита по улици. И не треба, сине. Ноќ е ноќ. Може нешто да ти се случи. Ај, може да налеташ на нешто, може да се сопнеш од нешто. Од некое јаже, например, јаже. Каде јаже на улица? Епа, сега, добро, ништо така реков, јаже. Ај да вечерам. Не ми се. Шо ме гледаш вака, шо ти е, а? Шо е? Тато те боли? Мене не ме боли ништо, тебе да не те боли? Ние го чекавме, само чешко Милан. Не знам дека и ти си со него. Што? Јашето. Чија идеја беше тоа? Тоа е тајна. Абе, види, тајната ќе ја чувам. Ама чија идеја беше? На детскиот куќен совет. На кој? На детскиот куќен совет. Аха. Абе, ова ми личи на некој државен удар. Ова да не ти се повтори. Ама, Душо, знај, банката. Не признавам ништо. Ако можам дома да седам јас, можеш и ти. Така е, Да. так, прости ми, а банката запна, ајде и така е. Овој пат ќе ти простам, ама друг пат да не се повтори. И што туку пребаруваш по джебовите? Добро, кај си се валкал ти? Што е ова? Ништо. Знаеш, нешто проверувам. Што проверуваш? А? Милане, да немаш некое љубовно писмо, а? Слушај, во последно време се однесуваш многу сомнително. Да не криеш нешто од мене? Не крием ништо. Стои, абе, паднав на улица и сега проверувам нешто да не ми испаднало од джебовите. Паднал на улица! Паднал на улица, Паднал на улица! Значи се случи. Што се случи? А? Ајде сега ти на тато да му кажеш што мислеше со тоа се случи, а? Што? Јас требаше да ти кажам дека децата ќе ти обтегнат јаже. Да се сопнеш. И еднаш да престанеш да им ги дупнуваш топките. Ти напиша и писмо. Писмо? А кај е писмото? Ти го стави во джебот од палтото. Признавам, виновна сум. Јас требаше да ти кажам. Ништо, тато, ништо, немој да плачеш. Си седам јас така на состанок и како по обичај си бркам по джеповите, барам некое ливче, да забележам нешто, да прочитам и изгледа го најдов тоа писмо. Го вртам, го превртувам, запечатено, а за мене напишано. Хај мајката си, велам. Такво писмо може да биде пишувано само од љубовница. Какви љубовници? Јас ништо не разбрав. Изгледа сум задремал, ама си спомнувам. Пишуваше за некакво јаже. Јаже? За какво јаже зборуваш, Милане? Може ли некој овде да ми објасни за што станува збор? И што ќе прави сега, тато? Се знае. Ќе им се одмаздам на тие нерани мајковци. Те молам, тато, немој, тие ми се другари. Нема да зборуваат со мене. Ама другари си одбрала. Или касапски, или шиндерски деца. Имам план. Те молам, тато. Не. Не помагаат никакви молби. Утре ги чека страшна одмазда. Браво, бре, Милане, така те сакам. Па и ти еднаш да постапиш како вистински маж. Сакаш да ми ги откриеш тајните, а?
Нема, сакав да дзирнам само малку. Да дзирнеш? Не може, не може. Не може. Зошто па? Нема никому да кажам. Само на мама. На мајка ти. Ќе дознае цела караорманска. Кога ќе ја напишам и кога ќе отпечатам. Ако ми отпечатат. Ќе ви дадам на сите по еден примерок. Зошто да не ти отпечатат? Па ти за секоја улица можеш барем по една книга да напишеш. Да, ти така мислиш. Ама треба да ти работи 5 лето. 5 лето, а? Оле. Еј, чичко мила. Невоспитани деца. По цел ден се надвор како да немаат дом. А? Играјте колку што сакате. Чичко Милан чести. Ајде, одете играјте. Милане, па што направи сега? Ке ни се качат на глава децата. Нека играат децата. Тиме! Каде го носиш? Кај Ивана шопот. А да не виде каде се децата? На земјава. Крши глава, детиште едно ни заедно. Многу е невоспитано. По цел ден како клисар со разни луѓе се шета по улиците. Море ке те прашав какви ке беа тие да не се дружеа со Раде мој. Кој твој? Зарем децата не знаат кој му е татко и каде се наоѓа сега? На екскурзија. Да не ти е криво? Ни црниот дјавол не би отишол на таква екскурзија. Ти гледај си ја керка ти, што уште од сега се дружи само со мажи. Ако не беше таа, вашите мажи ќе останеа обични касапски и магационерски деца. Тешко нив. Туку да не се полакоми некој да ја земе за жена. Дури тогаш несреќата ќе биде таква каква што треба. Не ја давам јас неа додека сум жива. 2, 3, 4. Въртите умера, да ни пратваме с него. 8, 9, 10, 11. Не приемам всички! Не приемам всички! 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудни, но искрени се децата. И кога сакаат да си играат возрастни, си играат топло, непосредно, со големо животно искуство. Ете, и тие формираат детски куќен совет, кој ќе ги решава сите проблеми од нивниот живот, и на чии состаноци остро ќе осудуваат или ќе ги бранат постапките на постарите. Не ќе протече многу вода по Вардар, па и тие ќе сватат дека најдобар куќен совет за нив е играта. Да, се сеќавам и јас со моите другари, кога сакавме да се представиме како големи, ги имитиравме нивните постапки, секогаш со подбив. Им се подсмевавме, зашто ни изгледаа смешни и неразумни.
Ние не ги разбиравме. А дали тие не разбираа нас?